Одлепени плочки, нефункционални тоалети, тавани кои само што не паднале врз главата на пациентите, вака изгледа единствената физикална терапија во источниот регион, кој со право е позната како хорор оделение. Наместо здравје, пациентите и персоналот овде имаат многу поголеми шанси да добијат болести. Фуре, од секаде е катастрофа. Треба да се прави, да се гради. Нема парно, слабо и парно. Тоа. Дневно на физикалната терапија се третираат околу 150 до 200 пациенти. Сите тие се едногласни во констатацијата дека на физикалната терапија очајно и е потребна реконструкција. Бањите се поправат, вецињата, треба малку да се направи, да се плочки нешто стават и работи. Според првичните најави, со реконструкцијата на физикалната терапија требаше да се почне лани, но работите се уште само во фаза на интерни калкулации. Градежните работи веќе е завршена проценката за градежните работи, во моментот се прави проценка за електричната енергија и водоводот, колку тој ќе изнесува. Откако тоа ќе заврши, меѓутоа да кажеме дека од антикорупцијска имаме насока да не распишуваме тендер се додека не се формира владата. Единствената реконструкција на ова оделение е направена лани кога е обновен базенот, инвестиција вредна 2 милиони денари. Тогаш менаџментот најави реконструкција и на делот со кадите и замена на вратите и прозорците. Но ова може само да ја ублажи, но не и целосно да ја промени грдата слика на физикална, зашто клучните проблеми и понатаму остануваат нерешени. Инаку водата која се користи на оделението е позната по својата радиоактивна лековитост и е одлична за лекување на ишиас спондилоза, фрактури и стерилитет. По квалитетот е слична на Карлови Вари, ама по изгледот многу повеќе наликува на интериер од холивудски хорор филм.